Струмичани ова година за прв пат нема да се собираат да палат бадникарски оган и да пеат коледарски песни. Поради опасноста од ширењето на вирусот COVID-19, граѓаните овие божикни празници ќе ги прослават со семејствата. Дали вечерва ќе се собирате и ќе палите коледарски оган? Ова година ќе бидат прескокнати сите тие обичаи, обичаите ќе се во потесниот круг на семејствата, но палењето на огновите и другите коледарски активности ќе бидат одбегнати ова година поради мерките кои се применуваат според протоколите од Министерството за здравство. Дали ќе се собирате ова година и ќе палите? Не, порано како дете мислам се собирав, но тоа се пагански обичаи, не би требало мислам да се запали оган. По-добро да се оде на црква, на литургија да се причестат, това е по-добро да се слава раѓањето у црковни амбиент. Не, това е пагански работ, таму ќе се напиет, ќе се нашлокат што се вика струмички, после разни вицови, разни такво. Това е глупости да ти кажам. По-добро да се оде на црква, да се причесташ, раѓањето да го славиш како што е достоинствен начин, како што треба. Не е ништо предвидено, не. Зошто? Никој пат не сум ја пуштувал таа традиција и не сум собирал никој пат така. Нема да се слава ова година, ги почитуваме марките на владата. До година здраве живи, со Бога напред, се ќе биде тип-топ. Македонската православна црква ги откажа бадниковите поворки, но и други божикни прослави каде традиционално секоја година има голем број верници. Викарниот епископ Јаков Стобиски вели дека коледарските огнови не се традиција која е во согласност со преданието на христијанската вера, зашто во време на пост се прават забави, некаде дури и се мрси, а луѓето место во црквана служба и молитва се присутни околу огновите. Ме прашавте за други традиции човечки кои што се поврзани со празнувањето на раѓањето Христово, тоа се тие така наречени бадникарски огнови. Тие извираат од православната традиција, можам слободно да речам, но сведоци сме сите дека денесе целиот тој настан се празнува на еден крајно неправославен начин. Со гласна музика, со огромно количество на алкохол и со мрсни јадења во предвечеријата на раѓањето Христово, кога се уште постот не е завршен. И околу тие огнови ретко можете да слушнете да се спомнува Христос и да се пее за Христос. Затоа реков, се што не е поврзано со Христа и таму каде што Христос не е центарот и оската околу која што се движи, се не е христијанско. А ние сме христијани, нели? Свештените лица порачуваат малите коледарчиња утре да останат дома, а и манифестацијата бадникови поворки годинава нема да се одржи.